Добар ден, започнуваме со пладневните вести на Канал Плюс и ведело денешните случувања. Останете со нас. Денеска се празнува Свети Кирил и Методи. Во штипската населба Баби, во недоизградениот храм Свети Кирил и Методи се одржува сенароден собир. Од утре 25 мај до 30 мај во Кочани ќе се одржи 51-то издание на Драмски аматерски фестивал, на кој годинава ќе бидат одиграни 15 представи. Средното општинско училиште Ванчо Пркја оваа година запишува 170 ученици само во гимназиско образование. Годинава гимназијата има и нова насока. Денеска се празнува Свети Кирил и Методи и денот на сѐ словенските просветители и учители или денот на светите солунски браќа. Денес во штипската населба Баби во недоизградениот храм Свети Кирил и Методи се одржа сенароден собир. Православните христијани имаа можност да присуствуваат на водосветот на храмот и сечењето на славискиот колач. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев им го честита празникот на сите православни христијани. Денеска е Свети Кирил и Методи. Овие двајца светители се посебно важни за словенските народи. Светите браќа Кирил и Методи се основоположници на словенската писменост и литература и се заслужни за културниот развој на сите словенски народи. За словените се важни не само затоа што им ја дадоа азбуката, туку и затоа што ги доведоа пред вратите на вистинската просвета, тоест пред Христа. По повод празникот, градоначалникот на општина Штип упати честитка до сите граѓани. Сакам на сите православни верници од нашиот град и од Република Македонија да го честитат еден од нашите најголеми празници, Свети Кирил и Методи, кој е на 24 мај. Свети Кирил и Методи се дар од Бога. Всушност, кога Господ ги одредувал што да подели на секој народ, значи кога ги давал оние убави работи, на македонскиот народ им ги дал Свети Кирил и Методи, а потоа и нивните ученици, Свети Климент, Наум и останатите, тие ја напишале глаголицата, нашето писмо. Тие се она духовна врска и наше обстојување. И затоа верувам дека со едно достојно почитување и чествување на тој празник ќе направиме се за да им се заблагодариме за она што го направија некаде пред 11 век. За животот и делото на Кирил и Методи има огромна библиографија. Напишани се над 10.000 студии, прилози и статии. Има голем број фрески и икони инспирирани од нив, а многу цркви и образовни институции го носат нивното име. Тие се патрони на Скопскиот универзитет. Во 11 век црквата го прогласила 24 мај за ден на светите просветители Кирил и Методи. Денот во Македонија за прв пат бил одбележан на 11 мај 1860 година во црквата Света Богородица во Скопје. Традиционално, 24 мај беше ден само на образовните институции и просветните работници, а од 2007 година тој е и државен празник на Република Македонија. Од утре 25 мај до 30 мај во Кочани ќе се одржи 51-то издание на Драмски аматерски фестивал, на кој годинава ќе бидат одиграни 15 представи. Освен представите ќе бидат представени и други содржини како и промовирање на монографијата за ДАВ Вертикали, чии што автори се Иван Ивановски и Благој Пинов. Утре на сцената во Домот на културата Бели Мугри настапки имаат учениците од гимназијата Гоце Делчев од Куманово со представата Недоразбирање во Демол, со почеток во 20 часот и 15 минути. По нив во 22 часот и 30 минути ќе биде одиграна представата На клупата на Драмското студио при Центарот за култура од Крива Паланка. Целата програма е објавена на официјалниот вебсајт на Драмскиот аматерски фестивал на Македонија. – 156 матуранти, 143 деветооделенци. Со овие бројки калкулираат училиштата во Виница на крајот на учебната година и стартот на новите уписи.
Од завчера, 156 матуранти ја напуштија Виничката гимназија, заокружија уште еден така наречен среден циклус од своето образование. Меѓутоа, 143 полуматуранти или 9 одделенци го завршуваат основниот 9-годишен циклус. И пред едните и пред другите стојат дилемите, каде, што, како понатаму. Оние кои се одлучиле да си останат во градот имаат повеќе опции за упис во домашното училиште Ванчо Прке, кое оваа година запишува 170 ученици само во гимназиско образование. Продолжува со текстилните профили, конфекцијски оператор и трет степен конфекционер, како и со хемиско-технолошката и машинската струка, каде годинава има и нова насока. Во машинската струка се предвидени да се запишат 68 ученика, распоредени во две паралелки, и тоа машински техничар, една паралелка со 34 ученика и минимум 45 поени, и сообраќајната струка, односно сообраќајниот образовен профил, една паралелка со 34 ученика и минимум 45 поени. Сега новина во нашето училиште од оваа учебна година е токму оваа сообраќајна струка, односно образовниот профил, сообраќајниот, кој што се отвора од причина, односно од потреба или согледани потреби на локалната заедница да доаѓа до промена на образовните профили, односно да не доаѓа до создавање на образовани кадри само од еден профил, кој што ќе бидат премногу бројни, а ќе има недостиг од друг кадар. Дел од полуматурантите се информирале за новиот образовен профил, но сепак си ја зацртале својата цел. Јас сум Софија Иванова, ученик сум и 9 одделение, 9-7 одделение. Сега завршуваме од ова основно образование, треба да се запишеме на средно, секако дека размислувам на таа тема. Сакам да се запишам медицина во Скопје, но се уште не сум сигурна, затоа треба да размислам уште малку, бидејќи не е едноставна работа. Може би прво ќе запишам гимназија, па односно факултет. Јас сум Благој Чепишков, ученик сум во 9 одделение. Сега стоиме на пат за што да се запишеме во средно образование. Мој интерес е да се запишеме како медицина, стоматолог или забен техничар во Штип. Додека средното училиште иновира профили за да ги задржи барем домашните ученици, осмолетките се борат да запишат што повеќе правачења. Од 229 деца од таа генерација правачења според списоците на МВР, заклучно со средината на мај, документи во училиштата во Виница доставиле 172 правачења. Останатите ги полнат паралелките во Италија и западните земји. Сепак, од училиштата изразуваат оптимизам од уписните бројки, велат подоброј од лани. Единствено, се уште има отпор кај некои од ромските семејства. Од 2 мај оваа година, до сега се запишани сите ученици што беа повикани во училиштето. Запишани се 59 ученици во Виница, 8 во Градеци, 9 во Лески. Се немат озовено на првата покана само 5 деца кои што се од ромска националност. Иако секоја година се повторуваат истите калкулации како последица од емиграцијата, училиштата се уште не презеле поригорозни мерки, освен што од некогашните 30 ученици во една паралелка, сега бројките се сведени на 10 до 15 максимум. И покрај активното работење на општина Штип и задоволството од градоначалникот, граѓаните апелираат за асфалтирање на улицата за спојување на медицинското училиште и населба Деснаци. Општина Штип активно работи на своите инфраструктурни проекти, од кои еден е асфалтирањето на улицата во општина Штип, но за да се обезбеди поефикасно и побрзо пристигнување до средното општинско медицинско училиште Јане Сандански од населбата Деснаци, жителите од овој дел апелираат до општината и оваа улица да се асфалтира. Се надаме дека ќе направат, има обеќања и треба да се направи. Граде се веќе медицина надоле сега асфалтират, може и оваа е наред. Може ќе дојде ваа наред улица. Надаме се да се направи. И треба да се направи. Секој е расположен колку може да се најде начин да се со средства, ќе помогнат и луѓето. Ние имаме еден апел граѓаните од ваа населба до градоначалникот на општина Штип. Гледаме изминатата недела асфалтират се неколку улици низ градот, па ако може да организира и оваа улица тука да се асфалтира. На нас сите тука што живееме, единствена желба ни е двете улици да се состават, оваа од Деснаците и оваа на Мирчацев што е до медицина школо, тоа ни е и да ни стават канализација, ништо друго ние не сакаме.
Кој ќе ни го тоа направи, сите гласови за ни ќе ги дадеме. Доколку се овозможи асфалтирање на оваа улица, ќе се обезбеди почиста и поздрава околина за оние кои живеат овде. И исто така сите такси превозници ќе можат поефикасно и побрзо да вршат јавен превоз до медицинското училиште. Во Полска денеска се одржува вториот круг од претседателските избори во кој конкуренти се актуелниот претседател Бронислав Коморовски и опозицијскиот кандидат Анжеј Дуда, а чиј исход не можат да го предвидат ниту анкетите, ниту аналитичарите. Во првиот круг Дуда доби 34,76, а Коморовски 33,77% од гласовите на избирачите. Според владината концепција за развој на нуклеарната енергија, Чешка планира проширување на нуклеарните централи во Дуковани и Темелин. Првиот блок ќе се гради во Дуковани, а тендерот ќе биде распишан кон крајот на 2016 година. Почетокот на доградбата се планира за 2025 година, а пуштањето во употреба на новиот дел за 7 години. Во Малезија, близо до границата со Тајланд, се откриени најмалку 17 масовни гробници во кои се пронајдени остатоци од припадници на племето Рохингја, кои масовно бегаат од Мјанмар. По откривањето на масовните гробници, Тајланд презеде обемна акција за спречување на организирано криумчарење на луѓето од Мјанмар и Бангладеш. Фудбалскиот клуб Брегалница веќе се обезбеди опстанок во првата македонска фудбалска лига, па така со одигрувањето на денешниот надпревар на сините против Хоризонт Турново не менува ништо. Не се очекуваат големи возбудувања и на останатите престојни надпревари од првата македонска фудбалска лига. Со надпреварите од последното 32 коло завршува 23-та сезона во фудбалското првенство на Македонија. Конечниот пласман на екипите веќе се знае, па денешните надпревари ќе бидат без резултатско значење. По одигрувањето на денешниот надпревар, Вардар како нов шампион на Македонија ќе го има на гостувањето во Кратово и дуелот против Силекс. Црвено-црните ќе ја представува Македонија во Лигата на шампионите, односно квалификациите. За место пак во Лига Европа меѓу квалификациите ќе се борат Работнички и Шкендија. Во плејаутот покрај средбите од ова коло останува уште една рунда. Во Прилеп ќе се сретнат екипите на Пелистер Тетекс, двата тиме кои следната година ќе играат во втората лига. Овде е крајот на вестите. Следното информативно издание е во 16:30. До тогаш следете на нашиот веб портал kanalplus.mk. Ви посакувам пријатен ден.